Во Скопје постои многу слаб интерес за вдомување на кучиња. Во рамките на акцијата "Вдоми, не купувај", вкупно 60 кучиња го поминале медицинскиот третман во стационарот Вардариште, а само 10 кучиња биле вдомени. Директорот на јавното претпријатие Комунална хигиена Скопје, Абдусамет Чабани, во изјава за МИА вели дека слабиот интерес се должи на фактот дека чипирањето на домашните миленици се воведе како законска обврска за сопствениците. Шабани вели дека ќе се овозможи следење на одговорното сопствеништво врз овие животни, кои во голем број случаи се оставени на улиците токму од страна на нивните сопственици. Апелира вистинските љубители на животните да го посетат стационарот и да размислат за можноста во својот дом да му понудат љубов и грижа на некое од овие бездомни кучиња, што ги отстапуваат без никаков паричен надомест. Кучињата се прегледани од ветеринар, не се агресивни и немаат никакви заболувања. Тие се стерилизирани, прочистени од внатрешни и надворешни паразити и вакцинирани од беснило. Доколку не бидат вдомени, тие ќе бидат вратени на скопските улици. Во соработка со градот Скопје, јавното претпријатие Комунална хигиена од 2007 година го спроведува проектот за третман на бездомните кучиња според принципите за хуман третман на животните. Кучињата се заловуваат од страна на специјализирана, обучена и опремена служба за хумен третман и контрола, пошто се транспортираат во стационарот Вардариште, кој има капацитет за третман и сместување на околу 100 животни во боксови изградени по европски стандарди. Во текот на минатата година извршено е реновирање на стационарот. Направени се нови 50 бокса, спуштен е плафонот, сменета електричната инсталација, изведени се вентилација и изолација. За период од 10 години, низ стационарот Вардариште поминале околу 20.000 кучиња. Сите заинтересирани граѓани од вторник до сабота од 9 до 13 часот имаат можност да одберат и да вдомат куче. Кучињата од различни раси и големини што се определени за вдомување на граѓаните им се одстапуваат истретирани и вакцинирани и без паричен надомест.